Младиот штипски каратист Марко Џорлев, кој го освои златниот медал на Светската младинска лига во Пореч, Хрватска, испиша уште една голема историја. Џорлев е првиот македонец кој го освои златото на Светската младинска лига, но при тоа штипјањето стана и прворангиран каратист во светот на листата од страна на Светската карате федерација, што е огромно признание за сите негови успеси кои ги направи изминатиот период. Освен една телевизија, вие новинарите малку го занемари овој податок, но ова е навистина многу голема работа. Значи од цел свет. Сите што се од 14 до 16 години, од 57 до 63 кг во мојата категорија, сите каратисти на цел свет, од сите јас сум моментално прв рангиран во светот. Ова не е резултат само на овој златен медал, лани освои бронза, учествував во Италија на Светска младинска лига, потоа бев на Европско првенство, бев пети и сега со овој златен медал успеав да се искачам на самиот врв. Ова е навистина многу тешко достижно и многу голем успех за мене, за мојата фамилија, за градот Штип, за цела Македонија, бидејќи моментално сум единствен македонски каратист што е прво рангиран во светот. А исто така морам да напоменам дека и јас сум прв македонец во историјата, значи испишав историја со овој златен медал, бидејќи младинската лига во Пореч се одржува веќе 10 години. Јас сум прв македонец кој освоил златен медал. Оваа историја Џорлев е премногу среќен и вели дека војнина ќе докаже дека не е случајно на врвот. Тоа е историја исто така која испишавме. Прво рангирано во светот е навистина нешто најдобро, да. Сега тоа не ми дава за право да се опуштам јас, тоа ми дава напротив мотивација, со што повеќе победи и учества во наредните турнири и повеќе медали, што подолго да го задржам, да се задржам на првата позиција и да докажам дека не е случајност, дека навистина заслужувам да сум на врвот на светот. Марко Џорлев, кој гостуваше во спортскиот магазин Трибина на МН телевизија, истакна дека следува период на краток одмор, а потоа ќе се фокусира на следните предизвици. Џорлев е гордост не само на Штип, туку и на цела Македонија.